Добре дојдовте во онлайн талент шоуто, што е во организација на програмот Мали и возрастни генијалци. Многу сум среќна и се радувам и во име на тимот на професори кои што воедно и се дел од нашиот програм, што бевте многу храбри, што се пријавивте, што снимивте видео и што се надпреварувате ни помалку ни повеќе месец дена, цел мај. Така да ви кажам на сите учесници дека пред време ова што го правите веќе покажувате една исклучителност, една посебност, нешто кое што во генерацијата и во училиштата во кое што учите, јас верувам дека сте многу добар и позитивен пример на кој што може да се огледаат и други ваши другарчиња. А сега, она што денес планираме да го правиме е да малце ве представиме кои сте вие и да почнеме со еден едукативен дел во кој што ќе ни помогне нашиот специјален гостин, доктор Панчи Наумов, за кој што малце подоцна ќе зборуваме. А јас би сакала да во овој момент ве представам сите вие еден по еден. Доколку може, Дарија Маневска, како прво пријавена во онлайн шоуто. Можеш ли да ни се представиш и да ни кажеш нешто накратко за себе? Здраво, јас сум Дарија Маневска, имам 17 години, трета година сум гимназија во Средното училиште Радо Јовчевски Корчагин во Скопје. Танцувам веќе 10 години латиноамерикански танци, имам одено на многу надпревари надвор, светски надпревари од државата. Имам освоено многу награди и исто така сум заинтересирана многу за хемијата посебно, како милен предмет ми е во средно училиште. Исто така во драмската секција сум во Корчагин и имам учествувано во повеќе представи кои што се дава и во Македонскиот народен театар. Исто така пишувам, имам 2 представи напишани јас кои што беа дадени во школото, во свечената сала во моето училиште. И за факултет, како што кажав и на почетокот, сакам или додам драмски факултет, или додам лабораториска хемија во Словенија, бидејќи иземав сега курс словенечки јазик да научам. Многу амбициозно, многу ти посакувам голем успех. Фала. Така да одиме со следниот надпреварач, Јована Петрова. Јована, можеш ли накратко да ни кажеш нешто интересно за себе? Да, здраво, јас сум Јована Петрова. Одам во Средното училиште Лјупчо Сантов во Кочани. Втора година сум и многу сум заинтересирана за математика, информатика. Тоа е нешто со кое што планирам да продолжам понатаму. Меѓутоа, со овие надпревари и уште многу надпревари во кои што се вклучив, многу се заинтересирав за ораторство. Пишувам уште од мала и многу пати имам учествувано во надпревари во кои што имам освоено многу места. Исто така имам освоено награди за математика како и природните науки, особено физиката, хемија и исто така се пронаоѓам себе си во глумата. Многу често мислам дека се повеќе го откривам својот талент во глумата и тоа е награда. Тука ни се надополнува и Оливер Стефанов, кој што ќе каже нешто за глумата. Оливер, повели? Да, јас сум Оливер Стефанов. Исто така учам во Средното училиште Лјупчо Сантов и сум втора година. Моите амбиции спрема глумата се уште од најмала возраст, уште можеби прво, второ деление. Имам учествувано на сите и тоа на сите патронати на моето училиште. Исто така во Кочани во киното одам на драмски секции, односно драмски часови, каде што имаме учествување на многу представи. Потоа, освен глумата, сакам и уметноста, цртањето. Имам добивано први, втори и трети место на државни надпревари по уметност во Македонија, и надвор од Македонија. Браво, браво, браво. Марија Донева, твој ред е да се представиш. Здраво, јас сум Марија Донева и сум втора година во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани. Уште од мала многу сакам природни науки и се надпреварувам на многу надпревари
Исто така сакам и математика. Имам освоено на неколку први места на државни надпревари. Имам одено и учествувано на Олимпиада по природни науки. Исто така сакам странски јазици. Имам учествувано и на Олимпиада по германски јазик. Најчесто во слободно време обожавам да свирам. Зависно дали ќе свирам нешто што е класична музика, што свирев до пред некоја година кога одев основно музичко или нешто слободно. И исто така пишувам и проза и поезија. Одлично, одлично. Баш интересен си карактер и лик. Пандора, може ли да ни се представиш и ти? Да, можам. Повели? Гледате ли ме? Супер, и те слушаме одлично. Добро, јас сум Пандора. Инаку во слободното време цртам, пишувам поезија и проза, исто така пишувам ораторство. Имам учествувано на сите надпревари по сите овие уметност, пишување. Имам добивано меѓународни и државни награди на надпревари. И најмногу имам на пишување на проза и поезија, најголем број на освоени награди. Ќе продолжам со факултет најверојатно медицина, бидејќи многу сакам и сакам да помагам на луѓето. Друго, сакам да глумам, почнувам да имам интерес за глума, иако немам глумено до сега. Прв пат глумам во видеото и го сфатив тоа дека многу ми се допаѓа. И немав ја храброста да пробам никогаш, но пробав прв пат за видеото и ми се допадна многу. Браво, браво, браво. Мислам дека ќе продолжам и со тоа. Одлично, многу се радувам ова што го слушам. Ирам Таук, може ли да ни кажеш збор 2 за тебе? Да. Што е интересно за тебе? Јас сум Ирам Таук, имам 12 години. Учам во Јахја Кемал, 7 оделение сум. Имам талент за узбека. Во слободно време сакам да читам. Одам на надпревари по математика, германски, англиски и роботика. Одлично, многу креативно, посебно тоа со роботика. Допрева ќе зборуваме за тоа во некои наредни вебинари. Ти благодарам. Деа Авдео, може ли да ни кажеш збор 2 за тебе? Да, здраво, јас сум Деа Авдео, имам 12 години и одам во основното училиште Кочо Рацин. И сум 7 оделение. Јас сум заинтересирана за природните науки како хемија, физика и биологија. Исто така учам германски и англиски јазици на кои што имам одено и на надпревари. Во слободното време сакам да цртам, да читам и да свирам на пијано. И исто така имам учествувано и во надпревари по цртање и математика. Супер, супер, значи сите сте навистина од прв до последен веќе надпреварувачи. Јас оно што сакам да го направиме е да зборуваме малце повеќе како да ги развивате овие надпреварувачки вештини, со тоа што мора да знаете дека тимот на професори кои што се дел од програмот Мали возрастни генијалци и кои што ќе ве наградат со вашиот со поени за квалитетот на видеото, пораката што имате пратено и квалитетот на објаснувањето во нашите 3 точки кои што ви ги дававме како критериуми се Марина Стојановска, професор по хемија, заедно со Владимир Петрушевски на факултетот за природни науки, Илмаз Деликташ, професор по математика, кој што во моментов живее и работи во Америка, Орце Данчевски, професор по шах, кој што исклучително сите овие луѓе што ги гледате овде вака се носачи на многу надпревари и креатори, кои што секој во својата област не случајно се дел овде вака се исклучителни. Станише Велковиќ е професорот по физика и астрономија, првиот дипломиран на Харвард студент од Македонија. Стефани Мишева е една од најдобрите во својата генерација и предава по математика во нашиот програм. Владко Спасов работи по програмирање и ќе зборуваме со него и за роботика. Нормално, тука сум и јас во делот на комисијата што ќе ве валидизира, дополнително со уште една професорка која што доаѓа од Албанија и таа ќе работи допрева таму.
Сега, оно што сакам да знаете, дека денес го развиваме овде вака и ви го даваме како совет, како да го развивате надпреварувачкиот дух. Секој од вас ќе имате прилика да го разговарате со доктор Панче Наумов. Но, јас само ви давам вовед. И ова се на некој начин наши стратегии, што во програмот Мали возрасни гениалци цело време ги користиме кога ги развиваме надпреварувачките вештини кај сите наши учесници. Ја внесуваме вербата дека секогаш секој од нас може повеќе. Тоа е многу важен мотив. Вториот мотив кој што е многу важен е да се фокусираме на оно што е најважно. Многу често се фокусираме кога треба да завршиме некои важни работи. Дали се тоа задачи, дали се тоа предмети, дали се испити, дали се за нас возрастните деловни сделки, обврски кон клиенти. Можеби фокусот ни бега на други страни, кај што ни причинуваат некои други работи задоволство, ама го одложуваме најтешкото. Значи, зошто е важно да си добар и да си успешен? Зошто? Затоа што треба да имаш фокус кон вистинските приоритети. Една исто многу важна работа е дека неуспехот што секој од нас го доживува кога се надпреварува и кога се труди да успее, е основното нешто кое што го поседува секој победник. Значи, тие што се одлични, успешни, исклучителни, во животот се соочиле со многу неуспеси, со многу борби. Разликата од останатите е тоа што тие секогаш учат од нивниот неуспех. Исто така, четвртото правило, кое што го уважуваме, е да уживаме додека се надпреваруваме. Потоа имаме стратегија која што вика, кога ви е потребна помош, не се срамете да ја побарате. Следно, имајте свој критички став и учете од противникот. Дали ви изгледа ова интересно? Да. Сега, човекот кој што е специјален гостин и за кој што многу голема благодарност изразувам затоа што не е во Македонија, се наоѓа во друга временска зона, живее моментално во Абу Даби, човек кој што е професор на Универзитетот во Њујорк, а од пред 2 години и на Институтот Редклиф за напредни науки на Универзитетот Харвард. Овој човек има толку многу да ви пренесе и толку многу на сите нас да ни пренесе, да јас сум навистина среќна во животот кога запознавам вака успешни и племенити личности и навистина ја изразувам големата почит, што е сега дел од нас. И ни дава поддршка. Меѓувремено е професор на Универзитетот во Абу Даби, кој што е главниот град во Обединетите Арапски Емирати. Истовремено е и насловен за вонреден професор на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Јас можам многу да зборувам, но ќе му оставам можност самиот да ни се представи, да ни каже нешто интересно за себе. Доктор Панча, дали се слушаме? Да, се слушаме, благодарам. Многу благодарам дека ме вклучите во емисијата. Многу сум среќен дека можам вака да комуницирам со една група на млади ентузијасти, талентирани, мултиталентирани ученици и студенти. И сакав да ви кажам дека се чувствувам со вас, затоа што јас пред, не така кратко време, а подолго време, бев во многу слична ситуација кога барав начин да се пронајдам себе си, значи зашто тоа што сакам да работам, што сакам да бидам во животот. Значи јас бев така со интерес кон природни науки, кон уметност, добив многу награди, прва награда и втора награда по хемија, математика, учествував на колонијата уметничка во Битола, Малбитолскиот Монмартер. Имав лабораторија на 14 години во подрумот, на нашите куќи и правев експерименти. Така да можам да ви кажам многу лични истории што навистина рефлектира на некој начин колку многу јас бев со интерес за да научам нешто, за да напредувам. И мислам дека таа мисла ме следеше тоа моја кариера
И многу би сакал да го споделам тоа со вас и да ве упатам ако може на некој начин како тоа може да го реализирате, значи од ваш сон да стане некако јавност, да се реализирате професионално ако може во иднина. Така да би бил пресреќен ако можете да одговорам на ваши прашања и се што ве интересира би бил среќен многу да ви помогнем. Одлично, одлично. Доктор Панче, може ли пред да продолжите да ни кажете нешто како ја добивте специјалната награда Златна виза и како која е вашата улога во тимот кој што работи како да најдеме лек, како вие да најдете лек за вирусот COVID-19? Па вака, јас сега сум професор на New York University, кој што има свој огранок тука во Абу Даби, значи 10 години ние воспоставивме нов универзитет и дојдов со цел да го воспоставам одделот за хемија на тој универзитет во Обединетите Арапски Емирати и сум дел од тимот кој што раководи со истражувања поврзани со паметни материјали. Значи тоа се материјали кои што ќе бидат од голема примена во иднина, например во микророботика, во наномедицина и така натаму. Меѓутоа, иако работевме на многу различни теми, доста применети, исто така и фундаментална наука, со појавата на оваа пандемија, значи моравме да ги преобратиме делот од нашите лаборатории, со цел да се вклучиме во таа глобална потрага по лек против COVID-19. Во тоа, значи, при тоа јас истовремено сум и член на Академијата на науки овде. Бев еден од луѓето кои што ја воспоставија таа академија пред 4 години. Ние сме само 33 члена на самата академија и поради тоа, поради моите достигнувања, поради големиот придонес кон науката на оваа држава, добив тој специјален статус, кој што се доделува на ограничен број на луѓе кои што се од особен интерес за самата држава. Значи, тоа се бизнисмени, научници, уметници и така натаму. И тоа ни овозможува да останеме за секогаш тука и да твориме во оваа држава со специјален статус, значи како вработени на самата влада на оваа држава тука. Така да тоа би било во кратко. Да, ова е доста интересно и како што ве слушам, можам да замислам колку све сте поминале предизвици за да стигнете до тука. Вашето богато резиме е, можам да кажам, како накитено со плодови, една огромно дрво со зрели плодови што се онака многу интересни и многу посакувани. Еден човек да ги поседува, а сите ги поседувате вие. Навистина, овие дечиња би сакала да имаат прилика во ова сега што го снимаме, да дознаат, да се инспирираат од вас, а начинот на кој што тоа ќе го направат, ќе може да одговорат на прашањата кои што ќе им ги поставите. Но пред да почнеме со прашањата, колку вие имате надпреварувачки дух? Колку е пресуден во еден момент кога во животот се наоѓаме пред некаква раскрсница? Кога човек треба да донесе сериозна одлука, например, за нив многу е сериозна одлуката на што ќе продолжат да студираат, да учат, каде ќе го фокусираат фокусот на своето време, инвестираат пари, инвестираат време, најверојатно и дел од социјалното дружење ќе го скратат за да бидат одлични и исклучителни во оно што ќе го учат. Што мислите? Што е пресудно во тој момент? Знаете што, тоа е многу комплексно прашање затоа што е поврзано со многу фактори. Меѓутоа, тоа што мене ме насочи да го работам тоа што го сакам, е всушност самата идеја на тоа што би сакал да работам, до 20-30 години, например, од сега и никогаш да не ми биде досадно. Значи, едноставно прашање што секој треба да си го постави пред себе. Нормално, во секоја професија постојат успони и падови, постојат разни проблеми, постојат убави нешта. Меѓутоа, ако сте со таков дух да верувате во тоа што го работите, да си имате поставена некаква јасна цел, без разлика какви проблеми или какви тешкоти ви доаѓаат на патот кон тоа, вие секогаш на крајот од денот сте среќни затоа што сте го направиле, сте го сработили тоа што верувате дека треба да го сработите. Значи, треба да се водите, и тоа ви е моја препорака, не од други фактори, финансиски, совети од некои кои што ви значат,
водите се од тоа од она што би сакале навистина да го работите како професија. Затоа што на тој начин никогаш нема да се разочарате од самите себе. Ова е да. одговор од срце баш. Да. Мислам тоа беше и моја девиза и мислам дека го постигнав тоа во живот и ви порачувам да го постигнете и вие. Одлично. Навистина, до сите надпреварувачи, јас верувам дека ова стига. Ова е многу јака и многу моќна порака, која што велат мудрите луѓе, слушајте паталец, а не гаталец. Слушајте некој што успел, како го направил тоа. Значи, проблемите, предизвиците, неуспесите се составен дел од животот, но многу важно е да го следите срцето и да творите. Панче, ако можам да разберам, ова што вие го работите е плод на вашиот талент. Значи, вашиот талент уште од најмала возраст сте го препознале и вие и наетливо сте се држале да го развивате, нели? Така, имаше многу, како да кажам, моменти кога бев насочуван во други насоки за да сработам нешто друго, затоа што тоа е поисплатливо, затоа што тоа е популарно и така натаму. Меѓутоа морам да ви кажам дека јас останав достоен за да го работам тоа што го сакам. Мислам, тоа ми беше така мисла водилка и каде и да одев во светот, значи во која институција да работев. Јас сум работел во Јапонија, сум работел во Америка, во Европа и сега на Средниот Исток, значи во секоја од тие институции, значи оно што ме водеше е таа моја љубов према тоа што го работам. И мислам дека колку и да имало ситуации кои што понекогаш може навистина да ве натераат да помислите дека можеби ќе беше подобро да работам нешто друго, сепак на крајот на денот останувате задоволен затоа што верувате во тоа што го работите. Така да мислам дека тоа е многу важно. Многу убав одговор. Благодарам за тоа. А сега, дали може да ни помогнете како да ги распоредиме децата во број, секој да има од 1 до 7 број, за да може да им ги поставиме прашањата. Тоест, вие ќе им ги поставите прашањата и тие ќе ви одговараат. Така. Ова е тотално без договор. Значи, дали може да не се преклопуваме од 1 до 7, а секој од вас сакам да си го запамти бројот кој што ќе ви биде. Може така? Добро. Може јас да ги асигнирам броевите или? Да, би можело и да ни ги кажете на глас. Во ред. Вака, значи Ирем ќе биде број 1, Марија број 2, Деја број 3, Јована број 4, Дарија број 5, Оливер број 6 и ни остана, ако не се лажам, Пандора број 7. Добро. Дали секој од вас учесниците ги запамтивте вашите броеви? Одлично. Да. Може ли да ве замолам само да во пораката каде што е просторот, во Zoom линкот, само напишете го бројот. Сега. Оно што треба да го направиме следно е, професоре, само ви помагам со позиционирање на прашањата. Дали ги гледате? Така. Или сакате само да проверам дали евентуално, дали го гледате ова сега што го отворив или првата страница се гледа? Ја гледам првата страница. Не, во тој случај јас ќе го повторам ова овака. Одлично. Сега, дали го гледаме на цел екран? Да. Супер. Професоре, почнете. Значи, може да ги поставам едно по едно, така? Да. Добро. Значи, првото прашање е малку трикасто. Внимавајте што ќе одговорите. Дали надпреварувачите ќе те направат да си подобар или подобра? Првото прашање беше за Ирем.
Значи, и целиот надпревар не надпреварувачите би ме направиле подобро, бидејќи кога сум на надпревар учам и во таа категорија што се надпреварувам и од другите, што направиле точно, што направиле грешно, како го направиле тоа што го направиле и до каде достигнале. Ова мене ми изгледа на интересен и мудар одговор, а во суштина е дека од секого може да научите по нешто плюс. Да. Одлично. Панче, дали би сакал нешто да додадеш? Не, јас мислам дека ова е многу важно затоа што секогаш кога соработувате со некого во било која професија, е важно да научите нешто од своите соработници. Значи, има една пословица која што вели дека мудрите учат од грешките на другите, а тие што не се толку мудри од своите грешки. Да, баш така, баш така. Сум го доживела многу пати, затоа го потврдувам дека е така. Добро. Второто прашање? Во ред. Второто прашање е во врска со нешто што веќе разговаравме, така да мислам дека веќе ќе начнавме таа тема. Колку веруваш дека победниците никогаш не се откажуваат, а дека откажувачите никогаш не победуваат? За да бидеш победник, најпрво, кога започнеш нешто да работиш, треба да имаш своја визија и своје мото. И во себе да си велиш во самата свест дека ќе одеш кон целта без разлика на потешкотиите кои можат да се случат на тој пат, и што е најважно, нашата подсвест ќе се труди да броди со плод, да даде одговор на тоа што се целиме и да стигнеме до успехот. Панче, што би додал на овој момент? Спомнуваат визија. Марија спомнува визија, многу интересно ми е. Да, тоа е многу пионерски. Да, кога работиме со компании кои што пишуваат своји визии и мисии, кои што навистина се трудат, посебно големи компании, да тој пишан збор, тие реченици да ги сплотат со вработените, 100-200 вработени, тоа е навистина предизвик. И Марија, кога слушам дека и ти разбираш што значи визија и како долгорочно нешто што ти е важно го следиш, тоа ти е како во темен тунел, гледаш дека има светлина и се движиш натаму. Да. Тоа е најважно, секогаш треба да се има надеж и да се стремиме кон тоа што го сакаме. Баш така. Баш така. Панча, може ли тука само накратко да ни кажеш, дали ти се случило некогаш да се откажеш од нешто, по некое време да почувствуваш дека тоа баш и не било толку многу паметно и повторно да проложиш? Да, мислам дека, знаете, професионално никој од нас не е совршен и понекогаш доаѓаат моменти кога се откажувате од нешта, меѓутоа важно е да знаете, да се размисли за тоа многу подробно во други услови, значи кога ќе се одморите во друга ситуација, порелаксирано, и тогаш работите многу по кристално изгледаат. Се сеќавате може на една сказна која што вели дека утрото е помудро од ноќта, и мислам дека тоа може да се примени на такви моменти и ситуации кои што доаѓаат, кога едноставно на момент треба да си дадете една одишка, да се сведете кон минатото, да погледнете рационално, без емоции на нештата, и тогаш може да донесете подобар заклучок, кој што нема да биде избрзан, ќе достои на тестот на времето. Така да тоа е многу добра стратегија, мислам. Јас, ако ми дозволите само да ви додадам, една од специјалностите во нашата работа, во EQ Excellence, е емоционалната интелигенција, да ја употребиме баш во тие моменти од вечерта, кога се обидуваме да преспиеме, до утрото. Како? Оно што го доживуваме од искуството пред да легнеме, во кој што сме или уплашени, или разочарани, или напнати, или премногу под притисок, значи човекот во тој момент се соочува со стрес. Да разбериме
дали таа емоција што ја чувствуваме има врска со самата ситуација која што ја преживуваме или има врска со нешто од нашето минато кое што во моментот ни е багаж, ама не вистинската ситуација, не ни ја представува вистинската иднина. Ни го заматува огледалото, не можеме да се видиме кои сме вистински во нашето огледало. Во нашите програми, и затоа овие дечиња се надпреваруваат, посебно ќе ги развиваме за тројцата први добитници, вештините како да ја разберат емоцијата, како да ја препознат и што можат да научат од емоцијата за да донесат одлука со која што навистина ќе бидат среќни. Така да ова што го зборувате во моментот на онај наш искуствен јазик, јас верувам дека може би во некоја наредна прилика и ќе продолжиме овој разговор баш на оваа тема за емоционална интелигенција, како може да ја разбереме емоцијата која што е дата база на информација. Таа има да ни каже. Значи, ова е доказ дека тие што ги владеат сопствените и разбираат емоциите, сопствени и туѓи, владеат и со себе, но и со околината. Не на диктаторски начин. Владеат затоа што автентични се, почитувани се, вистински се и на таков начин влијаат позитивно и конструктивно во околината. Јас само ова е мојот дел. Може би малку се заборев, али во суштина сакам да Потпуно се согласувам. Навистина, од искуство можам да го потврдам тоа дека емоциите може да се искористат да ни бидат во корист ако ги контролираме, и ако сме свесни за тоа, од каде потекнуваат, кој е изворот на таа емоција, и да ги насочиме во позитивна насока, не во деструктивна насока. Така да тогаш ќе ни бидат од корист. Апсолутно, апсолутно. Може да продолжите со следното прашање? Некако. Мислам дека ова што го зборувавме има врска со наредното прашање. Вики се работи за емоции од една природа, а тоа е дали може да научиш како да ја сакаш лудата возбуда кога се надпреваруваш? Да, може да ја научиш, бидејќи кога ти се надпреваруваш, мислиш само на надпреварувањето, но од кога ќе завршиш, ти чувствуваш едно чувство на среќа, бидејќи го помина тоа и сега не ти е толку важно дали ќе победиш, туку ти е важно тоа што се соочи со тоа што ти го направи надпреварот и го помина. Толку сладко и симпатично звучиш, Деа. И толку убави, мудри зборови излегуваат од тебе да задоволство е да се слушне како размислуваш. Панча, кога се наоѓате насред некаков надпревар, или нека не е во класична форма надпревар, нека е истражување кое што треба да резултира со некој успех. Опишете ја возбудата која што ја доживувате. Па знаете, тоа многу тешко се опишува, например, кога завршуваш еден предмет со предавања и студентите стануваат да го ракоплескаат во цела сала. Мислам, нема веднаш заборавате на сите непроспиени ноќи, на сите моменти кои што поминале и на сето време кое што сте го потрошиле. Значи, единствена благодарност е тоа сознание дека сте пренеле знаење на некого на кој што ќе остане овој свет. И тоа е една возбуда која што навистина не можам да ја опишам со зборови, која што ме поттикнува да работам, да творам и да едуцирам. И така да мислам дека е многу специјално чувство. Слично кога се надпреварувате во било која форма, дали е тоа на надпревар или во, например, во корпоративниот свет, кога се надпреварувате со некоја друга компанија за нешто, за било што, мислам дека, слично на тоа што кажавме, дека ако тој надпревар го насочите да продуцира креативност кај вас, а не деструктивност, значи да ве направи подобар на некој начин, тогаш што добиле многу повеќе од тој надпревар. Значи, после тоа станувате со едно искуство повеќе. Така да не само што имате
подобри сеќавања, туку и сте научиле нешто во тој процес. А мислам дека тоа е многу поважно. Затоа што не сите тие искуства ние учиме, некаде помалку, некаде повеќе, со сите луѓе што ги среќаваме професионално, ние учиме нешто од нив. И мислам дека тоа е многу важно, тоа да не се да се акумулира, да не се заборави. Така да тоа би било мојот одговор на ова прашање. Одлично. Моје видување. Баш убаво. Баш убаво. Дали е спремен следниот соговорник? Да. Добро. Во ред. Значи, ова има врска со тоа колку добивате признание за она што ќе го сработите. Прашањето е, дали е поважно возрастните да те пофалат кога ќе завршиш некоја напорна работа или фалењето е важно за секој твој покажан интерес? Па, најпрво да кажам дека тоа фалење не треба да биде треба да биде до некоја мера и да не прероди кај нас вообразеност. Навистина мислам дека кога некој ќе не пофали е многу важно за нас. Поради тоа мислам дека фалењето е важно за секој наш покажан интерес. Еден обичен пример за тоа, еден обичен наш ден дома кога нашите родители ќе кажат нешто убаво за тоа што сме се обиделе. Навистина многу не мотивира за следниот ден да успееме во тоа. Интересно. Мотивацијата е таа што е како бензин што се дотура во автомобилот, нели? Затоа што ако го нема моментот на чувството на мотивација, може да заглавиме, да успориме или да се откажиме. Оно што сакам да ви е јасно, кога го развивате сериозно надпреварувачкиот дух, е многу мина може да ве пофалат и да се задоволите со чувството на важност. Пазите, тоа е многу трики на некој начин. Вашето его се задоволува, убаво ви е на душата, на популарност, дека нешто убаво правите. Многу е поважно од аспект на идни, исклучителни личности, кои што, еве и тука се надпреварувате, да добиете пофалба кога некоја работа успешно ќе ја завршите и тогаш ќе ја добиете пофалбата. Значи, немојте само да се залажувате ако ја добиете пофалбата, ве мотивираат и ако се откажите на пола пат. Сакам да ова многу внимателно му обрните внимание. Панче, какво е вашето искуство? Јас само сакам да додадам дека секој од нас сака потврда на тоа што го сработил или сработила. Секој од нас сака да биде признаен како нешто што постигнал и така натаму. Важно е тоа да не ви биде цел. Значи, постои разлика помеѓу пофалбата или признанието и резултатот. Пофалбата е како признание за тоа што се го сработиле и како некој поттик да продолжите понатаму. Меѓутоа, она што навистина останува и што е важно за вас е самиот резултат што сте го постигнале. Така да, ако работите од аспект на тоа да постигнете резултат, а не да бидете пофалени, а во меѓувреме добиете и пофалба, тогаш мислам дека сте постигнале максимум. Многу убав и мудар одговор. Дарио, дали си спремна? Може. Добро. Кога е потребно, дали се фокусира? Да? Оливер, пет ти си ти или Дарија? Јас сум 5. Да, 5 е Дарија, да. Касно и кај вас, а и тука е уште покасно. Навистина. Во ред, може? Да. Кога е потребно, дали се фокусираш да ги завршиш вистинските задачи или обврски, или тогаш те фаќа чувство на напнатост и почнуваш со завршување на помалку важни задачи? Па гледате сега, ќе почнам нели од свој став, јас како имам спремова, вака, секогаш јас ги завршувам сите обврски на време. Не знам, таков човек сум, некој што сака се да е на време завршено и да не касни со ништо. И сметам дека е важно прво најважните обврски што ни се во живот да ги завршиме, кои што понатаму ќе ни помогнат за нашата кариера или за тоа што го сакаме. А секако не смеат да се заборават нели по-неважните обврски, бидејќи сметам дека и тие се клjuč до отварање на нови врати кои што
и нови обврски, нели, кои што ќе бидат понатаму поважни за нас. Бидејќи нели во ситуација кога не ни се учи, па ќе си позборуваме со пријатели, а тоа воопшто не ни е нели сега приоритет. Пријателите на некој начин ни помагаат ние понатаму да ги завршиме поважните обврски. Така што според мене и двете се важни, но никогаш со напнатост не завршувам ништо. Мислам, обожавам, не се плашам од работа и обожавам да имам обврски. Без обврски ми е само губење време се. Панче, многу сериозен одговор. За многу сериозно прашање морам да признам. Ова прашање многу ме заинтригира. Ова е рефлексија само на одлични организацијски способности. Да. И на смиреноста која што ја поседува во себе. Така да, Дарија, баш убав одговор, навистина. Ви благодарам. Да. Јас сум импресиониран, да, навистина, затоа што прашањево, значи, може да има врска и со тоа кој како функционира професионално. Значи, има луѓе кои што сакаат да ги завршат прво главните обврски, вистинските или е малку веројатно подруг збор, а некои кои што сакаат да потенцираат или да одат во детали, за нив многу поважно е да завршат помалку важни, да кажеме помали задачи. Меѓутоа, ета работа што не смееме да ја заборавиме е дека во сите оние поголеми задачи, тие се состојат всушност од помали задачи. Значи, ако имате, например, како една цел да дипломирате, вие прво мора да положите еден испит, па втор, па трети, така натаму. А за да ги положите тие испити, мора да одите на предавање. А за да одите на предавање, треба да станете наутро и да отидете на предавање. Значи, ние всушност работиме, завршуваме многу помалку важни, да кажем, задачи, за да стигнеме до поголема цел. Така да, без да ги завршите тие помали задачи, не може да стигнете до поголемата цел. Начнавте нешто многу интересно. Меѓу редови го прочитав перфекционизмот, кој што е рефлексија на премногу внимание на детали. На некој начин ни одговоривте дека ако е премногу човек перфекционист, ќе се задржи на деталите, нели? И ќе ги пропушти поголемите нешта. Така. Мислам дека треба да се има баланс во тоа. Јас како научник, знаете, ние во науката многу посветуваме внимание на детали, тие се многу важни, затоа што го зборуваме јазикот на науката, а тоа е екзактен јазик. Меѓутоа, тоа е само мојата професија. Можам да кажам дека во било која професија треба да постои баланс, помеѓу тоа внимание посветено на детали, посветено на големи, како да кажам, задачи. Меѓутоа, тие не се исклучителни еден со друг. Тие понекогаш се многу се препокриваат. Тоа е гледањето на големата и малата слика. Тоа некаде во 7-то прашање го гледам како одговор. Но Оливер е нестрплив. Мислам дека го чека своето прашање. Добро. Прашање за Оливер. И ова е многу интересно прашање. Кога ти е потребна помош, дали се срамиш да ја побараш? Вака, прво, не сум тип кој бара многу помош, но има моменти кога ми е потребна помош. Например, математиката ми е многу слаба страна. И сега некој пат ме е многу срам од некој кога побарам по втор пат помош. Ама секогаш размислувам дека кога имам 30 и 40 и 50 па и повеќе години, не сме се знајковци, нема да знаеме и тога и ќе ни е потребна помош, нема да знаеме се, колку и да имаме години, мислам дека секогаш нема да знаеме се и затоа не треба да се срамиме кога ќе побараме помош, но има моменти кога и се срамиме. И тоа не може ни да се објасне зашто е така. Да. Панче, што мислите? Што би додале? Јас мислам дека апсолутно не треба да се срамиме да побараме помош. Апсолутно. Затоа што човечки е да се побара помош од некој друг. Има луѓе што се поискусни, што се постари од нас, што имаат повеќе искуство во некоја област и мислам дека тоа што може да добиете кога ќе побарате помош е да ја добиете таа помош или да не ја добиете. Тука ништо не може да изгубите. Така да немојте да се срамите да побарате помош затоа што може да научите од искуството на некој друг.
Мислам, тоа е од моје лично искуство. Да, ако ми дозволите, јас само да додадам дека многу пати, кога човек чувствува срам да побара помош, може би претходно побарал помош од личноста, ама таа личност не може да ни го даде вистинскиот одговор. Или нема знаење, или го нема искуството. И ако го прашуваме, ако бараме помош од најблиските луѓе, кои што со најголема љубов и почит кон нас, едноставно го немаат искуството. Не може да бараме, например, вие сте научник, Панче, да барате одговор од друг научник кој што не е во вашата област, да ви даде помош во вашата област. Так. Или па јас во мојата работа не можам да побарам совет за менеджирање на компанија од некој што не ја водел компанијата, не водел компанија, но работи во некоја друга област, например, добар е во администрирање на некој работа. Значи, мора да бараме помош, да научиме да бараме помош, пошто е тоа толку нормално, толку природно и срамот ни е повеќе наметнат од околината, а не е толку природна состојба која што ние ја преживуваме. Охрабрени бидете, барајте помош и барајте луѓе кои што навистина може да ви дадат совет, да ви помогнат, а го имаат искуството. Се согласувам потполно. Значи, овој збор срам во оваа реченица е многу силен збор. Срамот е ментална конструкција. Значи, кога човек се срами, тој човек веројатно не сака да покаже некоја слабост или не сака да покаже незнаење, меѓутоа не постои начин на кој што ќе научите ако не покажете дека нешто не знаете. Значи, тоа е сосема природно, како што кажа Нела, тоа е единствен начин да вие го победите тоа чувство е да прво да признаете на некого дека не знаете нешто или сакате, ви треба некоја помош и да ја побарате најчовечки таа помош од соодветната личност која што може да ви помогне. Да, баш така. Ова навистина се многу убави и разговори, и прашања, и вака кратката дискусија што ја водиме, ценам дека ќе им остане во сеќавање на овие дечиња надпреварувачи. Седмото прашање, Панчо? Седмото прашање, да, и ова исто така многу интересно прашање. Дали сакаш да анализираш и имаш свој критички став за нештата кои ги зборуваш? Премногу анализија води кон неуспех според мене, затоа што кога многу анализираме, го губиме времето. Тоа време кое што можеме ние да анализираме, можеме да се стремиме кон успех или да почнуваме да работиме за да добиеме нешто. Според мене да имаме критика е добро, но да биде таа критика многу мала. Бидејќи какви се ни мислите, таков ни е животот, како што се вели. Например, ако велиме дека сме неуспешни, ако велиме дека не бива за тоа, ако велиме дека не ни успева во нешто, така ќе ни биде. Но ако велиме дека можеме да направиме нешто, дека ќе успееме со труд, со работа, мислам дека можеме да успееме во тоа. Според мене голема критика е губење само на време. Треба да има мала критика која што ќе не потикне, но преголема критика е само губење на време. И за да станеш човек успешен, треба да се стреми кон подобро и подобро. Иако не постои совршенство, бар да бидеме поблиску до совршенството. Отколку ништо не добиваме со тоа што ќе бидеме премногу самокритични, освен да веруваме дека не бива за некоја работа. Треба да веруваме во самите себе, според мене. Панче, што би додале на овој одговор? Јас мислам дека прашањево сушност се состои од две прашања. Првото прашање е дали сакаш да анализираш и второто прашање е дали имаш свој критички став за нештата кои што ги зборуваш. Значи, овие две работи се две посебни, засебни работи и во секој случај, дали се работи за анализа или за земање критички став, како што спомна, значи има разлика дали анализираме или преанализираме и дали сме критички или сме премногу критички кон себе. Во секој случај да бидеме одмерено, да анализираме со мерка и да научиме од таа анализа, мислам дека е многу корисно, затоа што само така може да научиме ако анализираме, ако се освртнеме на фактите и така натаму.
Дали имаме критички став? Исто така треба да имаме критички став, затоа што треба да зборуваме со мерка, значи треба да бидеме критични кон себе, кон тие што се околу нас и така натаму. Треба да имаме свој став и мислење. Ама да не бидеме премногу критични, затоа што тоа што води кон трошење, да речеме, премногу време или несигурност во тоа што го зборуваме. Така да мислам дека и двете работи треба да се практикуваат до одредена мерка. Колку убави, богати одговори. Приметив дека од моја страна поставив едно, а всушност ме идентификував дека навистина научникот во вас доаѓа до израз во прав момент. И тоа анализа морам да кажам, да, тоа е исто способно за анализа, нели? Да, апсолутно. Да, тоа се многу интересни прашања, ќе кажам, на нашата надпреварувачка, само оно што сакам да и го додадам, пошто навистина ме радува нејзиното позитивно размислување, обидување да остане во повисоки вибрации, да ја гледа позитивната страна на нештата, што е многу важно во развојот на една здрава личност. Сакам да укажам на моментот дека кога зборуваме за критика, постојат и конструктивни критики, добронамерни критики, кои што околината ни ги упатува. Но постојат и деструктивни критики, кои што луѓето, не знаејќи како да се постават подобро, на некој начин по-деструктивно завземаат однос и тоа ние, ако ни е кон нас упатена деструктивната критика, се повредуваме, навредуваме и заради тоа постојат решавање на конфликти и се она што понатаму следи. Но прашањето сакам да го свртиме не од околината кон нас, туку исклучиво сами да се погледнеме во огледало, да почнеме да размислуваме, да развиваме свој личен став кон нештата кои што ни се важни. Тоа значи да бидеме многу љубопитни за нештата што ги сакаме. Пример, тоа може да се вашите таленти, може да се оние предмети кои што ги учите, може да бидат за другарството, за добрите односи што ги градите едни со други. Но ако се сретнеме, например, со некој човек кој што наспроти нас не се однесува добро, не брзајте со осудување. Завземете став откако ќе бидете љубопитни и ќе дознаете кои се причините зошто е другиот со тој став. Тука анализата доаѓа до израз. Значи, секој што доаѓа од страна и ви кажува, ако е во ситуацијата критика, завземете став прво со љубопитност зошто е тоа така кажано. Немој да влегувате во улога да бидете само повредени. Ама идејата, всушност, да генерализирам сега на целото ова прашање, како едно прашање, беше да не потпаѓате под влијание на други. Да бидете личности кои што чекор по чекор, ден по ден, ќе учат, ќе истражуваат и сами ќе носат свој став за нештата. Значи, не се плашете да го градите собствениот став. Тоа може многу да ви значи посебно таму каде што растите, каде што ќе се развивате и таму каде што треба да ја покажете својата исклучителност. Наглас, храбро. Затоа ова онлайн талент шоу е наменето за да ја покажеме храброста, па макар и да сгрешиме. Некако многу сериозно звучи ова. Некако баш тој е онака сериозно заокружување. Но, Панче, додека сме тука, во следниве 5 минути, ќе може ли да им дадеме можност на самиве надпреварувачи колегијално да ви постават кратки прашања, кои што може би се љубопитни и би сакале да им ги одговорите, но да се потрудиме конструктивно да го направиме тоа пократко. Секако, да. Дали некој би сакал да му постави прашања на доктор Панче? Јас ако може. Оле? Би сакала да го прашам како се справува со времето. Знам дека има премногу обврски, како постигнува со се,
во секој дел од неговиот живот и како се става со времето. Најмногу ме тоа интересира. Многу добро прашање, мислам дека тоа не засега сите нас, дали професионално или приватно. Знаете, времето за сите нас е исто. За сите нас денот трае 24 часа. Важно е како ќе го распоредиме тоа време. Значи, вие може да го распоредите на начин да го искористите секоја минута, секоја секунда од времето, и тоа не мора да биде секогаш на работа. Може да биде, треба да се има баланс помеѓу работата и приватниот живот. Меѓутоа е важно да си воспоставите некоја рутина која што ќе ви одговара, психички и физички, и мислам дека ако го постигнете тоа, да имате таков некаков баланс во животот и да го користите времето ефективно, значи без да губите време на небитни работи, тогаш може да се искористи тоа време за многу ефективно. Така да, значи се зависи од тоа како ќе го менаџирате своето време. Дали, Пандора, си во ред? Дали ти е добар овој одговор? Да, благодарам многу за одговорот. Се согласувам многу со професорот и мило ми е што ми одговори. Знам дека времето е многу добро се распоредува, но дали прави планер за распоредување на време? Дали има определено подчасови што ќе прави во тој час, како ќе прави во тој час? Дали е определено со часови времето или спонтано? Да, секогаш јас уште многу одамна решив дека морам да си го планирам времето, уште од студентски денови, така да имав планери, сега веќе се е онлайн преку Google, така да тоа ми е од голема помош. Имам некој што ми помага со моето време, бидејќи имам навистина многу обврски со станоци и така натаму. Така да целото време ми е испланирано. Навистина сакам тоа време кој што ги посветам на моите професионални обврски да биде исполнето до крај. И навистина морам да ви кажам дека тоа е многу важно и зависи исто така со кои луѓе работите. Постојат луѓе кои што го ценат времето на другите и тие знаат да оценат кога професионално придонесуваат например состанок или разговор, а постојат и луѓе кои што немаат чувство за или не го ценат времето доволно. Така да морате да внимавате со кого контактирате и како тие луѓе го ценат вашето време. Тоа е многу важно. Одлично. Ви благодарам многу за одговорот. Повелете некој друг да постави прашање? Јас би сакала. Дарија, повели? Би сакала да прашам, знам дека е малку чудно прашањево, но например тие што сме заинтересирани за хемија и за продолжување на нашето школство или на лабораториска хемија. Како да знаеме дека сме човек што би се пронашол таму едноставно? Како да знаеме дека не грешиме во врска со тоа ако веќе имаме повеќе интереси? Еден од интересите е тој. Па, тука мора да се прашате себе. Значи, нема универзален одговор. Мене прво многу ми е драго дека си заинтересирана за хемија, меѓутоа мора да се прашаш себе си дали тоа што би го работела некогаш како експериментална хемија е она што те исполнува професионално. И ако е тоа, таа насока, тогаш тоа е полн погодок. Значи, едноставно, пак ќе го повторам тоа, замисли се себе си едно 30 години покасно и дали би можела да работиш една таква работа секој ден и да не ти биде досадно. Ако одговорот на тоа прашање е да, тогаш тоа е за тебе. Ама ако се уште не си сигурна и мислиш дека тоа може да ми издосади некогаш и така натаму и може да изгубам интерес и веројатно не е, меѓутоа поради други причини би можела да го изберам тоа, тогаш во таков случај тоа најверојатно не е она што треба да го работиш. Така да тргни од себе, да и прашај се себе си, да, тоа е многу важно. Во ред. Супер, одличен одговор, одлично прашање. Повелете, кој друг би сакал да постави прашање? Може јас? Да. Повели, Ирам? Како сте имале мотивација да продолжите и да одите понапред? Па, мотивацијата најмногу доаѓаше од тоа што
Јас сум по природа креативен човек и сакам да работам креативна работа. Значи, тоа што ме исполнува е да создавам. Значи, креативна работа може да биде уметност, може да биде наука, креативна работа може да биде пишување, поезија и проза и така натаму. Тоа каде што јас се пронедов како креативна личност беше да создавам наука. Една голема мотивација, морам да кажам, на тоа е дека од секогаш сум се прашувал за нештата околу мене, како се создадени, како настанале, од што се состојат. Значи, можам да кажам дека главна водилка во тоа да изберам наука како професија е мојата љубовитност. Ништо друго. Значи, никоја друга работа која што би можела да биде потик, не пригоднала толку како мојата љубовитност. Едноставно сум сакал да разберам како функционираат работите околу мене. И кога еднаш ќе се определите да одите по тој пат и да ги разберете нештата, значи толку многу работи ви се отвараат, толку многу нови перспективи, многу нови вистини, многу нови работи кои што не сте ги знаеле, разбирале, значи ви се отвора еден цел нов свет. И тука, значи, нема граници за тоа колку може да одите и колку може да научите. Така да љубопитноста за мене беше пресудна. Благодарам. Прекрасно. Како да го слушам мајсторот кога зборува како научил до толку да е добар, ова навистина беше задоволство да се чуе. Ирам, се надевам дека навистина овој вистински ќе го интегрираш и ќе го применуваш. Да. Повелете некој друго прашање, дали уште некој? Може ли да поставам јас? Јована, повеле. Многу често ми се случува мене, а верувам и на другите, да се проненам себе си на крстосница поради влијанието на другите или можеби поради самата себе или ситуацијата околу мене. И во тој момент се раѓаат мисли по мене како талентот веќе да е изгубен, ме обзема некоја несигурност и едноставно како да не можам да го пронедам повеќе во мене. Мислам дека повеќе или помалку секој од нас го искусил тоа. Доаѓаат такви моменти кога поради средината, поради ситуации, поради разни фактори на кои што не може да имаме влијание, почнуваме да се прашуваме дали сме спремни за нешто, дали можеме, дали сме способни. Мислам дека тоа мора да се надмине, затоа што кога ќе се освртнеш на своето минато и кога ќе видиш колку многу успеси си имала предходно, тоа нека ти биде инспирација и водилка за поголеми успеси, а не оние негативни сугестии кои што може да доаѓаат од средината, од блиските, понекогаш доаѓаат пријатели дека не можеш, дека веројатно тоа е претешко за тебе, премногу за тебе и така натаму. Тоа не треба да се зема во предвид затоа што ти се водиш од она што ти чувствуваш и каде сакаш да одиш. Така да гледај на позитивната страна и на своите позитивни искуства. И тоа примени го како главна мотивација за да продолжиш понатаму. Прекрасно. Јована, јас кога го препознав ова што го работам денес, имав некаде 12 години. И ниту во Македонија, ниту во регионов луѓето знаеа што представува емоционална интелигенција. Во ниту еден момент најдобро намерниот совет на моите родители, пријатели, роднини не го послушав, пошто тоа не допираше до моето срце. Многу е важно. Продолжи таму каде што цениш дека се радуваш, дека твориш, дека создаваш, дека вистинската ти ќе дојдеш до израз, никогаш не се откажувај од себе. Значи, нашите најблиски, што најмногу не сакаат, се грижат за нас, може најкреативно да се изразуваат во нивните препораки, некогаш стравови. Но тоа се нивните стравови и нивните позитивни препораки. Не се откажувајте од себе. Никогаш. Многу го кажано. И морам да потенцирам дека не заборавајте дека вашите роднини, пријатели, родители, тие исто ги немаат вашите искуства. Тие живееле и се со други искуства во друго време, така да секој добар совет е добре дојден, меѓутоа тоа што ви треба да ви биде водилка се самите вие и вашата волја и желби. Дали уште некој друг би сакал да постави прашање? Да. Ајде.
Овака, ја сакав да прашам, дали можеме пренаоѓаме се во две нешта? И дали тоа е можно, пример, да го сакаме и тоа, и да сме добри во тоа и во тоа? Можно ли тоа? Нели сите викат треба да работиш едно нешто кое ќе го многу сакаш, ама ти не можеш да се одлучиш туку и во двете си добар, толку многу добар. Оливер, како да се слушам себе си пред едно, ајде да не кажам колку години, пред едно долго време, јас ви кажав дека добив доста награди и во цртање, и бев уметник едно време, и во наука. Меѓутоа, дојде време кога требаше да се определам за едно од тие две. Верувам дека е можно да се работат две работи истовремено. Важно е, веројатно, дали е како ти го распоредиш времето помеѓу тие две работи. И исто така треба да се потенцира дека оној пат што е трасиран кај нас за, например, едукација, бара да се посветиш на една од тие работи и веројатно може да се посветиш на другата, ама не во исто време, затоа што навистина физички и временски е тешко да се работат две работи со ист капацитет во исто време. Меѓутоа не е неможно, затоа што тие може да се распоредат. Например, ти може, ако сакаш една работа, да ти биде главна окупација, а втората работа да ти биде хоби. И ти пак да уживаш во тоа што сакаш да го работиш, значи како хоби. Или може да бидат тие по обратен редослед. Или, например, ако сакаш да завршиш еден факултет во една од тие твои области, може потоа да се запишеш на факултет и да завршиш во другата област. Значи, постои време за се, постои можност за се. Така да, ќе видиш дека како што одиш во својата кариера напред, ситуацијата ќе се намести така да едноставно сам ќе заклучиш дали си во состојба да го изражиш тоа и сам ќе заклучиш дали сепак имаш, можеби, како да кажам, ќе им дадеш предност на една од тие две области. Ти не мора да решиш за тоа сега и денеска. Значи, тоа е процес во кој што ти сам ќе осознаеш која од тие работи ти е поинтересна. Одлично. Многу длабоки одговори. Оливер, се надевам, ова навистина ќе го врзаш со себе како стимул. Да. И јас лично сакам само да додадам дека јас работам наука, меѓутоа се уште имам тоа чувство интерес за уметност. Понекогаш ќе отидам во галерија, ќе отидам на концерт, ќе отидам на опера и така натаму, и си мислам дека еднаш кога ќе имам повеќе време, пак ќе се посветам на уметност и пак ќе продолжам да цртам. Значи тоа постои во мене како интерес, меѓутоа заради тоа што сум многу зафатен, моментално немам време, меѓутоа не го исклучувам комплетно дека тоа нема да го направам еден ден. Секогаш има време кога сакате да има време за нешто. Да, и доктор Панче, верувам дека креативноста ја применувате секаде и во се. Значи, таа е многу поширока од само уметност. Креативноста ја правиме во држењето на чаша, во носењето на себе во животот. Креативноста е присутна секаде. Тоа се универзални, значи, принципи, креативност, љубопитност и така натаму. Многу од вас спомнаа дека сакам хемија, ама сакам и математика, сакам уметност, ама сакам и поезија. И тоа е сосема нормално, затоа што вие сте водени од љубопитноста кај вас, не од една професија. Така да со време тоа ќе се искристализира и ќе видите која од тие сакате да биде ваша главна професија или професии. Точно. Дали уште некој друг сака да му постави прашање? Навистина ова е еден убав, прекрасен разговор. Да, сакам да ве прашам како вие се справувате со вашите стравови. Многу интересно прашање. Многу, навистина. Многу интересно прашање. Значи, секој од нас има стравови, тоа може да бидат од различна природна тие стравови. Мислам дека природно е да се има страв, не треба стравот да не има нас. Ако можам така накратко да одговорам. Значи, да не дозволите стравот да ве поседува вас, да завладее со вас и да ве контролира. Вашите емоции, вашето однесување, вашето здравје, што е многу важно. Се дека ќе може да го контролирате тој страв и да го разберете од каде доаѓа стравот и да се соочите со него, ќе биде полесно. Колку убави одговори. Деа, исто како и твоето видео што го имаш, многу длабоко прашање.
Навистина. Дали уште некој друг сака да постави прашање? Јас сакам да прашам дали самодовербата е на еден начин еден од клучните работи што една личност треба да ги поседува за да го постигне тоа што го сака. Мојот одговор е едно цврсто големо да. Самодовербата е многу важна, многу важен дел од било која професија, од било која личност, меѓутоа важно да се одбележи дека самодовербата не се добива со раѓање, таа се добива, се гради со искуство. Така да, значи немојте да верувате дека некој има повеќе доверба затоа што така било дадено. Тоа се гради и се тренира исто како секоја друга професионална како да кажам Вештина. Вештина, така, да. Сега англискиве зборови ми доаѓа. Верувам. Мислите на англиски течат, да. Размислам на 3 јазика и така да се мешат зборовите некогаш. Да, така да сакам да кажам дека тоа е, значи, се преку овие курсеви, преку разговор и преку читање и преку комуникација, сите тие вештини се едноставно се усовршуваат. Благодарам. Доктор Панче, јас имам впечаток како да разговаравме со многу сериозни личности, многу возрастни личности, зрели. Овие 7 надпреварувачи многу позитивно ме изненадија. Јас гледам многу светлост во нив, многу храброст, многу длабочина и многу голема желба за да се усовршуваат и напредуваат. И навистина им посакувам од срце да проложат и во надпреваров и надворот надпреваров, да проложат со нивните усовршувања и да го следат своето срце во она што го сакаат. Што би сакале за крај да им посакате, да им пратите порака на овие деца? Па јас сум многу пријатно изненаден од нивото на интелигенција, на начинот на размислување, за тоа колку креативни се сите во групава. Мислам, можам да кажам дека лично многу сум среќен кога ќе видам толку како да кажам, веќе зрели личности кои што се на пат да бидат многу важни во нашето општество во иднина. Сакам само можеби за крај да кажам дека тоа што произлезе како можеби како една главна тема на оваа дискусија е дека треба и мора да верувате во себе и во своите способности. Значи тоа нека ви биде водилка за било каде да одите, значи што и да направите во животот, верувајте во себе. Ви благодарам. Може ли да поставам уште едно прашање? Јована, може за крај, повели? Да ве прашам, понекогаш луѓето многу ги споредуваат талентите едни со други. Дали мислите дека тоа лошо влијае врз личностите? Па тоа е многу интересно прашање. Споредбата е важна заради тоа да понекогаш се, како да кажам, оценат различни способности или ниво на достигнување и така натаму. Меѓутоа споредбата не треба да ви внесува негативни чувства. Значи, ако сватите споредбата од аспект на тоа дека споредбата е во смисол на тоа да станете подобри, да ги подобрите своите способности, значи на позитивен начин, тогаш тоа има смисол. Јас би рекла, само продолжете да се надпреварувате самите со себе. Бидете љубопитни, уште малку плюс што можам да направам, уште малку плюс што можам да усовршам. Неверојатно енергија за вашата радост е тоа. И животот секојаш ќе ви биде креативен, исполнет, интересен. А вие ќе се чувствувате среќни и горди сами на себе. А тоа е многу силно и многу важно чувство со самодовербата. Верувате дека помина 1,5 час и времето ни летна како да имавме 10-15 минути разговор. Јас имам такво чувство и таков впечаток, така да она што можам да ви го кажам е едно големо благодарам на сите надпреварувачи, едно огромно благодарам доктор Панче и ми е исклучително задоволство што издвоивте време, што го отворивте срцето, што тука сте за да навистина несебично да ги поддржите овие дечиња и да ни дадете на некој начин дополнително инспирација како да продолжиме понатаму.
да се бориме, да бидеме упорни, да го постигнуваме оно што го сакаме и никогаш да не се откажуваме. Останете со здравје и среќно на сите. Апсолутно. Ве поздравувам сите и се слушаме следната недела со нови предизвици. Меѓувремено продолжете да ги следите вашите гласачи и обрнете внимание да бидат коректни и да ги почитуваат правилата за гласање. Поздрав на сите. Поздрав. Поздрав. Чао. Панче?